Зашто луѓе кои имаат еден реноме како писатели, како литерарни творци веќе, зашто не се занимаваат со ваква литература? Што се однесува до текстовите за забавните мелодии, мислам дека тешко би можело да се употреби зборот литература, се разбира со исклучок на неколку текстови, особено кај нас. А дали од македонската лирика, веќе од афирмирани автори, може нешто да се одбере? Што мислите вие? Композиторите велат дека тешко може од тие текстови што веќе постојат како поезија, кои што се добра поезија, тешко може да се компонира. Веројатно метриката не е подесна за забавна мелодија, можеби и е тешко комуникативна тој вид поезија за таква забавна мелодија што треба да комуницира со поголем број слушатели, љубители на забавната мелодија. Лично, пишувањето на текстови за забавни мелодии воопшто не го сметам за пишување поезија од некаков подолен ранг. Важно, што е важно? Важно е дека поезијата, зборот, било тој да се издигне до некаква висока мисловност, во некакви филозофски сфери, било да лепди тука во секојдневието, меѓу луѓето, на нивните работни места, во улиците и така натаму, тој збор треба да комуницира пред се. Само за себе те сакам и барам среќа за нас. Љубена, долго те чекам, уште те сонувам јас. Не оди никогаш, драга, остани секогаш ти. Во мене побарај трага од нашите прекрасни сни. Клечам и молам да ми дадеш се. Клечам и молам, немој да речеш не. Срце ти давам, а барам љубов, знај. Со тебе, само со тебе, знам, ќе нема крај. Изгледа најзафатен мотив и најизбанализиран е љубовта, барем во нашата македонска забавна мелодија, да речеме. Во тој однос секако треба да се настојува од оние што организираат приредби, фестивали и во продукцијата на нашите радио, телевизија, кои што се занимаваат со таа работа, да се најдат начини да се стимулираат и другите мотиви на човекот, така што човекот себе си да се согледа и да се доживее во еден интегритет целокупно, зашто човекот не е комплексно. Иако може да се рече човекот е создаден за љубов, за добрина, за еден убав живот, меѓутоа сепак неговиот живот не се состои само од љубов, се состои од низа секојдневни амбиции, неуспеси, разочарувања, убавени, радости и така натаму. А сето тоа треба да биде мотив и на нашата забавна музика. Од моите зборој да потече сонце на роден твој ден, да имаш се. Од моите желби да процветат цвеќе за секој твој ден. Среќен роден ден ти пожелувам, те уверувам дека се ти нудам јас. Среќен роден ден ти пожелувам. Другар Васевски, би не интересирало каков е статусот на членовите на вашето здружение, каква е нивната квалификациона структура, воопшто за растежот на тие луѓе за нивниот професионален ниво. Статусот на музичките работници мене ми се чини единствено тој не е решен по нашите позитивни прописи. И тоа беше една од причините. Овие 6 републички здруженија, Колку членови има набројуваат? во цела Југославија бројат околу преку 120.000 уметници, во нашата република преку 160. А како ви е нивниот професионален ниво?
нивниот професионални ниво можеме да го поделиме Квалификационна во структура. 3 категории. Една категорија тоа се музичко образовани, со музичка академија имаме, со средни школи. Друго имаме естрадни работници кои што долгогодишно се занимавале со таа дејност и на некој начин си ја докажале својата вредност вака. И трето имаме музичари кои што многу брзо и пејачи никнат и многу брзо се забораваат. Какви се нивните заработувачки? Маркантно за оваа една ситуација е постоењето на разни агенции кои што ги вработувале нашите музичари. Какви агенции? Агенции, дури има и приватни менаџери као посредници, меѓутоа многу малку имале добит нашите членови од тоа. Заради тоа што тука се работеле за формирање доход и распределба на доход без да учествуваат оние кои што го формираат. Дали има уште нека организација која се бави со овој тип на музика? Во Мислите Македонија, мислим као организација. Као организација има, меѓутоа таму во таа организација треба да се изврши едно преиспитување на тие профили таму што се А бава кои се тие? Тоа е Сдружението на музичарите по народни джез музика. Добро ме интересира, а каков репертуар изведуваат овие? Околу 75% се свиреше и се пееше досега вон националните граници, мислам не е наше, а само еден мал процент, 20% национално. Сега на секој начин настојуваме да тоа биде обратен тој процент. Знам сигурно дека програмите се пополнуваат од исполнувачите по кафаните на крај на месецот. Значи за 30 дена, за 20, за 25 дена. Сигурен сум дека не може да се пополнува точно и мислам дека тука има и малверзации. Тачно рековте дека има малверзации, дури има некои автори и агенти праќаат по устилите, мислам по шефовите на ансамблите, така да Милионски основни сум. суми тука се во Да. прашање. Како сте платени за оваа работа овде? Па за оваа работа сега може да речем дека е задоволително. А дали естрадата нешто зема од тоа? Естрадата си плюс зема тоа. Колку отприлike не Не знаете? знам колку е баш. Знам дека плаќа тука овие. Естрадата зима процент и тоа бидејќи уплатите се оди преку естради. Зима 13 или 15, не сум сигурен. А значи социјално, здравствено, Социјално и здравствено тоа се оплаќаме самите. ние сами се Да. плаќаме. Дали сте задоволни од работата на естрадата? Од работата на естрадата воопшто не сум задоволен. Затоа што естрадата како естрада ги си го зима својот процент, а се уште досега во мојата 7-годишна кариера како се на професионален план кога сум почнал со музиката, досега ниеднаш не сме организиран ниеден концерт и никогаш не се ме ни побарале, бидејќи можеби тоа што во Скопје сите оние што живеат во Скопје, мислам на пејачите или музичарите, они се овде блиску, на нив им одговара. Ако се организира нешто, они се овде при рака. Вие плочи сте снимиле сигурно. Да. Имам снимам 7 плочи. Ме интересира на чиј текст работите музика? На текстот ги работел сам и во заедничка соработка со Наско Џорлев. А другите плочи, тоа се 4 плочи што ги снимив, на грчки мелос, тоа се лично мои композиции, компониране на тој мелос. И текст и музика и аранжмани, тоа се лично мои. Друже Џорле, вие имате многу плочи снимено. Ме интересира како оди процедура на снимање плочи? Кој одобрава то, кој рецимо рецензија работи тие работи? Па јас според тоа што се бавам со снимањето и компонување, бев продуцент на Белград Дис, на Југотон, на Дискус. Југотон си има една стандардна комисија од 7 члена кои работи од своето постоење. Али имате ли златна плоча? Златна плоча имам една, за она, ако се сеќавате, беше голема бука, вика за бугарските фудбалери што ја направив, една сребрна и една златна. Тоа се продаде за 25 дена, 125.000 плочи. Колку е вашиот процент по плоча? По плоча доаѓа вака авторско 8% од продајната фабричка вредност, од фактурираната цена. А извоđачко 9,5% и тоа после се дели се колку членови свират или колку се автори. Кој автор на музиката прима 50%, за текст 25%, за аранжман 25%. Тоа зависи колку се продадени. И да фабриките има главно да има и уметничка вредност, да има
да биде и умело со на духов, мислам, у хода Република, ама најважно е да ја биде комерцијално. Дали сте вие досега издале некоја плоча? Да, јас имам издадена една плоча. Тоа е за Југотон со ансамблот Мате Груевски. И сега мислам нареднава недела снимам втора плоча за РТБ со ансамбл Кочо Петров. А кои мелодии се застапени на првата и кои планирате на втората? На првата плоча се застапени, тоа е грчки мелос, нормално на српско-хрватски јазик. Сниме првата Ти одлазиш, другу љубав не чуја, на реци Доста ми е твоих лажи. Од кои автори? Тоа се двете првите плочи се преснимени од грчки мелос, директно од плочи земени. Мелодиите, а текстовите се двете мелодии од Ѓоко Ѓоргиев и двете од Мате Груевски. Добро, а ме интересира, зашто не сте имале македонска мелодија? Типично. Затоа што мојот стил е на пеење претежно на забавни мелодии и грчки мелос. Кога вие снимавте плочата, Да. дали има некаков рецензенти, да кажеме, од стручни лица да се искажат за мелодијата, да се искажат Да. за исполнувањето? Јас кога снимав мојата плоча прва и едина до сега, бев повикан од Мате Груевски. Нормално ме слуша во кафана и тоа ми беше задоволство за мене, нормално радост како да би успел. Но во тоа сум се преварил. Мелодиите, по моје мишлење и на другарот Матевски, Груев. Мелодиите се многу добро снимани, но лоша реклама. Другар Тарабунав, информиран сум дека вие пишувате забавни мелодии. Тоа е точно. Колку сте досега напишале? Во моето, така речено, творешто, кој што се бавам јас со пишување на забавни мелодии, а тоа е од домашен репертоар, имам реализирано досега едно, тоа би се избројало секако, 8 работи. 8 мелодии. Откон, да, тоа се забавни, а кои ги имат на репертоар некои од моите колеги, така речени интерпретатори на забавни мелодии, и некои ги пеам јас самиот. Значи вие сте кантавтор. Да. Интерпретаторката на забавната музика Лена Трајковска е позната на нашата публика. Лена, би не интересирало на колку фестивали, каде досега си учествувала? Не можем да кажем дека зад мене стојат мал број фестивали, на Скопје, Опатија, Суботица, Загреб, но да, сепак ми е најмило кога пеам на Скопскиот фестивал. Дали овој живот као естраден уметник, пеач, не ти осигурува една солидна екзистенција? Па мислам дека кај нас пеачот, ако нема друга професија, не може никако да опстане. Каква е квалификационата структура, односно дали има некој со музичко образование? Sa muzičkim obrazovanjem, ja kao šef orkestra završio sam srednju muzičku školu u Nišu, ovdje sam student u Skoplju, student muzičke akademije. Onda imamo jednog člana, instrumentalista na gitari, solo gitara. On je završio srednju, u stvari učenik je srednje muzičke škole. А другите се без музичко образование? Drugi su bez muzičkog obrazovanja. Колку плочи сте снимиле? U Nišu sam snimio 4 ploča, dok ovdje sam snimio 2 ploče. Дали сте добиле некоја златна плоча? Dobio sam
2 zlatne ploče, a od toga nisam dobio ni jedan, u stvari uopšte honorara nisam dobio zato što nisam bio iskusan, nisam imao broj žiro računa, šef orkestra je to sve odneo u svom džepu. Da li ste vi kao muzičar intimno zadovoljni od ovaj život i od ova profesija Pa- ili imate drugi ambicije? Normalna stvar da postoje druge ambicije, ali međutim kao student dok sam ovde moram da se snalazim nekako, da radim, da bi se održavao, da bi završio studije na vreme. Efektivno koliko pejete za tije 3,5-4 sata? Možda oko 20 pesama najviše. Dobro, a mene me interesira, kako ste nagradeni za to, koliko je vaša plata? Mislim da sam dobro plaćena, imam 400.000 mesečno. Dobro, a organizirani ste preko koje organizacije? Jeste Združenje slobodnih umetnika za Makedonija. Da li oni dobivat nešto od toga na baza na vaša plata? Koliko oni od... Jeste, oni dobijat iz preduzeća 25%, mislim, na moju platu, samo moju platu je čista za mene. Dobro, a da li ste socijalno osigurani? Jeste, osigurana sam. Da li vi sami plaćate osiguranje? Sama plaćam, sama. Pa kako ste dovoljni od vašeg života i vaša profesija? Zadovoljna sam. Mislim, to sam dovoljno novca da živim dobro i da se platim i socijalno. A dobro, a vašite ambiciji, vaka umetnički poveće, da li se... Imam ambicije, bih htjela da budem popularna. A Branko, me interesira naš otpečat, kakva direktno neki primjer otpečat od kakva uloga igra popularizacija na ovoj šundu? Nama je vrlo poznato, recimo, da za razliku od tretiranja ozbiljnih problema kad se radi recimo o ozbiljnoj muzici, ozbiljnim stvaraocima, o piscima, o kompozitorima, slikarima i tako dalje, onda će vrlo šturo u štampi naći nešto o njima. Međutim, kad je reč o narodnom pevaču, kad je reč o zabavnom pevaču, onda se o njemu mogu naći najmanji detalji. Mi znamo da u našoj štampi godinama izlaze čitavi feljtoni, biografije, do najmanjih detalja. Mi tačno znamo, recimo, da ne pominjem pevači jer to nije zahvalan posao, ali o njima se zna svaki detalj, kad je koja pevačica zatrudnila, kad treba da rodi, da li je muzikalan sin, koliko kilograma, mislim do detalja, ako je kupila ogrlicu, kakva je, ne znam, kad ustaje, šta radi ujutro, šta naveče, kad leže, znači svaki detalj se u štampi prati u najmanju ruku kao da se radi o nekim nadljudima, o nekim posebnim privilegovanim ljudima kod nas i naravno da publika koja to čita, koja naseda i tako dalje stvara jednu lažnu sliku o njima i sve to skupa utiče i na prodaju ploča i komercijalizaciju. Dobro, ako ga sme već kaj pločite, kakva je sostojba kaj diskografskite kući, koliko je tiraž, kakvi autori se pečata po ta smisla? Ploče se uglavnom kod nas štampaju prema zahtevu tržišta. Prema tome, samim tim što takve pesme prolaze, što imaju veliku prođu, normalno da se i takvi pevači veštački samostvaraju i takve ploče prodaju. Се викам Благуловска Васка, работам во продавницата Македонска книга, музички магазин. Koji ploči se barat, vaka? Моментално од сега за сега се најбарани плочи од Новица Урошевиć, Jedno srce moli, Šaban Šaulić, Ne pitaj me kako mi je druže, Safeta Jovanović, Što me ostavi, Aca Matić, Nek muzika tužno svira i drugi. Samo za tak ja znam, što i da sakam se koga škubam i ostanovam sam, ososem sam i nemam komu ja srce da dam. Vetena ljubav davna ja snemam, studno je gradive moj, sakav od život troška da zemam, no me raznese toj sum, sosem sam i nemam komu ja srce da dam. Ne, nikogaš nema da dočekam da me uteši neko. Ni te i noć i te moj, tagi si svile svoj. Ne. Da li ova muzika ima komercijalen karakter ili mislite da je izraz na
искрени чувства на творецот. Па токму во таа музика комерцијална, баш таму таа е изворот на шундот на така наречената неквалитетна музика. Тука пред се работи за недоволна инспирација, сиромашна инспирација на текстовите и на музиката. Сметам дека шундот е еден длабок социолошки проблем, кој што може да е резултат на нашава динамика, на начинот на нашето живење. Тоа може да е резултат и на оваа економска клима, каде што главното гесло ни е динарот и се во врска со динарот. Кога бев, да речеме, може би помлад, повеќе ја пратев таа забавна музика, може би наоѓав тогаш нешто, сега не ми е јасно што сум наоѓал. Многу често може да се приметат шаблони и еден глас кој што е прилично јак и кој што удира на нерви, што се вика. Прилично напнат глас. И така да, просто што знам, мене ми е многу почесто непријатен на уво, отколку што така би можел би бил во состојание да го слушам, додека една симфониска музика навистина наоѓам во неа нешто. Зашто во дефиницијата на самата музика сметам дека ако се праша што мислиш за музиката, би требало да се каже дека јас музиката ја сакам, а не мислам веќе ништо за неа. Секоја музика е онака убава, секоја музика си има своја убавина. Меѓутоа мене посебно, како што рековме, поменува забавната музика и блузот. А вие? Па мислам дека има исто така шунд во музиката, иначе претежно сум за прогресивна музика. Джез? Не е джез, туку андерграунд музика. Може и поп и бит. Како сите млади, претежно ја сакам забавната музика, претежно странската музика, бидејќи мислам дека таа е многу подостапна за нас младите. А што се однесува до шундот во музиката, можеби постои, но мислам дека е сосема малку. А дали сте љубител на оперска музика можда? Да, љубител сум на оперската музика и сум гледала неколку опери кои што се Кармен и Набуко. А оваа музика, мелодии кои се компонирани во народен дух, што мислите за тоа? Па јас мислам дека тие се добри песми, но мене пославо ми се допаѓа тие. Ја ви реков пред тоа дека мене ми се допаѓа повеќе забавната музика. А што мисли колешката, девојката? Јас чисто за таа музика, што мислите вие, народната сега што во нова изведба, забавна, мене многу повеќе тие би ми се допаѓале во старата изведба. Мислам, а го губат она убавина што ја имале во народната музика. А дали сте биле можеби на некој симфониски концерт? Па, тоа слабо, мислам, послабо одиме, почесто одиме на опери некој пат гледаме. Кои опери? Сега, одделно не можам да наведам преска мојата другарка набора, мислам Кармен, така не остави поголем впечаток. Дали ти гледаш излез од оваа ситуација? На ова поплава на невкус, на лесна роба во доменот на културата, поспецијално во музичката култура? Ja vidim izlaz u tome ukoliko se nastavi putem koji smo sada u posljednje vreme krenuli, mislim posle pisma izvršnog biroa, od kad smo napravili nekakve jasnije planove orijentacije, od kad smo izvršili izvjesne korekcije u programskoj orijentaciji radija, televizije, ukoliko se naprave takve programske orijentacije, mislim i korekcije u izdavanju ploča, ako se uopšte uzme u ruke sve to skupa i ako odgovorni ljudi koji rade na tim punktovima, a mi znamo da uglavnom su to sve naše kolege koji ukoliko budu gledali opšti interes društva, interes kulture, ukoliko budu zaboravili na lični interes i na komercijalizam, ukoliko ih ne budu te strasti ponele, ja mislim da smo mi na najboljem putu da vrlo brzo čak mnoge te negativnosti otklonimo.
кога би успееле ние преко нашите стручни здруженија на композиторите, на музичките уметници и така натаму да делуваме врз совеста, врз музичката совест, ако сакаш да речем и врз музичкото кредо на секој од нас поединично, сметам дека во голема мерка ќе се деактуализира прашањето за музичкиот шунт во нашево социјалистичко и самоуправно општество. Корените на шундот, заправо фактори кои делуваат во форсирање на ваквата појава, во прв ред е бизнисот. Јас би рекол тоа е воопшто прва една компонента која влијае. Бизнисот, комерсот, трка за динарот, за заработувачката, тука доаѓа честопати корупција. Тоа се можни негативни појави во нашиот систем друштвен на културен план. Тоа се појави од кои не се лишени дискографските куќи, кои стана една индустрија на лош вкус, индустрија на кланови, индустрија на нездрави, лоши односи, со еден збор, една пропагатори на се она што е невкусно, се она што доведува до деградирање на личноста на човекот, на неговите чувства и на неговата психа и на неговото јас.